колега Тунтев, почитувам председателе, се извинувам, почитувани колеги пратеници. Неколку работи. Значи, спомнавте многу примери од странски земји, од САД, од Западна Европа и така натаму и така натаму. Значи, би ве замолил да проверите, може и јас да ви кажам, значи, каде во моментов се наоѓа Бредли Менинг. Значи, Бредли Менинг во САД пред неколку години украде како владин имот 750.000 фајлови. 750.000 фајлови ги објави на Wikileaks и така натаму и така натаму. Знаете што му се случи? Знаете што му се случи? Доби 35 години во федерален затвор под максимална безбедност. 35 години. И тоа го поддржа и позицијата и опозицијата. Немаше таму опозиција да го брани, да кажува, да објаснува и така натаму и така натаму. Туку за кражба на лични податоци, фајлови и така натаму, 35 години во демократска процедура, во демократски суд, но државата во САД така се пресметува со оние кои што направиле тешки повреди на безбедноста на една држава. Втора работа. Господине Тунтев, обидете се, или некој нека се обиде од овие борциве за човекови права што вие ги имате, овие демократскиве активисти, на полицаец во САД, да се свртите и некој да го мавне со бекатон плочка или со железни шипки или да го коменува. И видете што ќе му се случи. Значи, според процедурите според протоколот за користење на оружје и самоодбрана, видете како ќе постапи било кој полицаец во САД ако е нападнат со бекатон плочка, како нашите полицајци пред владата, кога имаше 40 ранети и повредени полицајци пред владата, а еден од оние кои што протестира, и уште вие велите полициска бруталност. Обидете се пред канцеларијата на англискиот премиер, односно британскиот премиер во Даунинг Стрит, да каменувате полиција со шипки и со камења и да видите што ќе се случи демократски. Видете како реагираше германската полиција која беше нападната Европската централна банка во Франкфурт. Видете како реагира француската полиција кога е загрозена на улиците на Париз. А вие тука каменувате полиција, оштетувате државен имот и уште велите темен вилает, не знам вака или така, пуште и Ал Джезира ни ја кажуваат како референца за демократија. Нема што да се прави муабет. Нема што да се прави муабет. Тука ни се вели се што и се направи секаква штета на државата, се бркаат инвеститори, се удира по државата и никому ништо. Со месеци. Ајде на избори да се отидеме и да решиме оваа веќе работа.